Раздвижувањето во изградбата на со години заглавената патна инфраструктура низ земјава во последниве месеци позитивно се рефлектира и врз македонската економија. За само една година низ целата земја изградени се и пуштени во употреба над 70 километри експресни патишта и автопат, од кои дури 25,7 километри се само во Прилепско-Кавадаречкиот регион, односно двете делници од експресниот пат Прилеп-Градско. Според регионалната стопанска комора од Прилеп, ова е одличен сигнал кој веќе придонесува за раздвижување и на локалната економија. Прилепската економија за нијанса бележи раст. Значи некој пола процент или 1% од бруто домашниот производ и понатаму го подкренавме од претходните години. Тоа значи дека Прилеп како регион дава се поголема тежина или учество во делот на бруто домашниот производ и понатаму сметаме дека овие инфраструктурни проекти кои се започнати, што побрзо се завршат, сметаме дека и оние кои се најавени од страна не само на владата, туку и во предизборната кампања кои ги гледаме од кандидатите, тогаш сметаме дека Прилеп во наредниве 3-4 години би требало да и понатаму бележи раст во делот на учеството во бруто домашниот производ. Пелагонискиот плански регион со години е инфраструктурно слепо црево, кој заради лошата патна комуникација губи сериозни домашни и странски инвестиции. На овој проблем пелагониските бизнисмени реагираат подолго и од една деценија, бидејќи како што велат, големи штети им трпат бизнисите. Успехот на работењето на една локална самоуправа во денешно време има многу поголемо значење од самата централна власт. Имено доколку локалната самоуправа се фокусира преди се на креирање на едно подобро општество за своите граѓани, тоаш верувам дека и ние како прилепчани сите би си го задржале своето огниште и би го намалиле бројот на одлив на нашите млади сограѓани како надвор од нашата земја. Пелагониските бизнисмени очекуваат дека со изградбата на автопатот Прилеп-Битола, која е во тек, и со модерното поврзување со соседна Грција, овој регион пак ќе може да се врати на старите златни патеки, кога неговото учество во бруто домашниот производ било дури и над 17%.